Наизглед пицнатата каросерија во утробата крие растропана и продувана пиар машина која плаче за сериозна прва специјала. А успехот на незината вистина е толку многу зачадува што ако подитно не се направи мал ремонт, следната интервенција ќе биде прескапа, без гаранција дека нема да заврши како старо железо, обвиткано во сопствената пајажина. Се случило што се случило, ама да кажуваат и да убедуваат дека таа се повредила удирајќи се во пајакот. Тоа ви е исто како самоубиство 7 пати со 7 куршуми, нели се фрлал на пиштолот. Имав на еден таков случај 90-тите години, ако се сеќавате. Сеќавањата се обврска на јавноста, одговорноста за придржувањето до нив им припаѓа на политичарите. Двојните аршини при земањето мерка за нечие поведение доаѓаат до израз кога ќе бидат соочени со аргументираната критика преку која креирале амбиент за сопствено позиционирање, од кое сега тие самите извршуваат самоубиство од себе на местената заседа. За само 6 месеци работа во Државната изборна комисија, Силвана Бонева зела 12.000 евра за патни трошоци или по 2.000 евра секој месец. На второ место е претеничката на СДСМ Мира Стојчевска од Битола, која за овие 9 месеци добила 11.736 евра. Тоа е перверзно и безобразно. Како и генералниот секретар на СДСМ битолчанецот Александар Кирацовски со 11.065 евра. ВМРО ДПМН и Силвана Бонева изгубија усул во крадењето на државни пари. Добро поминале нивните колеги од СДСМ, кои добиле по приближно 10.000 евра за патни трошоци. Сите што ги злоупотребиле парите на граѓаните и ги прекршиле законските прописи, ќе одговараат, а парите ќе бидат вратени и искористени за потребите на граѓаните. Жетта за законитост ќе остане само копнеш доколку навистина не се сервисира незината насушна потреба за чашка справедливост. Воспротивно на сцена ќе стапат следбениците на Сибирската школа на демократијата и на правдата, која очигледно имала забележителна бројка курсисти, кои веќе на голема ја штанцаат листата, според која ќе решаваат се по список. 25 години имаме одродени македонци, кои што 25 години земаат пари од Сорос. Луѓе со изгубено национално чувство. Во една нормална држава сите треба да бидат испоапсени. Ние ќе се го решиме проблемот со албанци, со турци, со роми, сите кои секој против оваа држава. Сега е битно да се створи балансот, да се дојде руското влијание тука, а после кој не е лоле нова држава, ние ќе му го најдеме местото. Најлојалните македонци веќе одамна не се овде. Тие се баш онаму и во друштвото кое е стремеш на одродените, иако делува на вистина невообичаено, кога тие оттаму, реализирани во земјата на слободните и домот на храбрите, испорачувајќи ни својата верност кон татковината, и сугерираат да сме фателе друг пат, не бари и тие самите жалат што наместо Вашингтон не ја одбрале Москва. Секој само обстојувал, ние сме обстојували повеќе од 500 години, што се вика одамна е кажано под турско робство, можеме и сега. Има ќе се најде и други. Можеме да завиеме на кај Евроазија. Оровоците на тој завој, чија гола политичка прагма се темели единствено на блуткав популизам, обидувајќи се со злоупотреба на редовно доходовниот ефтин национализам. Во рамката, насила го вметнуваат и рационалното фопство, одбивајќи да сватат дека зборот ние се употребува тогаш кога со него се означуваат сите државјани на земјата, чие име тие наводно го штитат. Дали сте за НАТО? Еве, тоа прашање. За НАТО ние испо 70-75%. Македонците живеат во оваа држава, за кого зборите тоа? Граѓаните во Република. Еве, ја ви гарантирам дека 95% А што мислиш ти, што кажаш јас со ние? Мислите 70% ќе бидат? 60%? Во тебе жал ние, ама гледам и безобразлук. И на крајот, истинската дефиниција за себе ја даваат оние што далеку ја делат, а со ништо ја множат. Ајде бе, пејте бе, копуци ми. Оган да го говори, тој што ке ми збори, а те остава Македонија. Македонија е просто невозможно да ја заборават тие што секојдневно се со неа. Принудени да гледаат како ја слават оние што избегале баш од неа.